Секој надпревар е посебен и веројатно не можеме да претпоставиме како ќе изгледа дуелот против Чешка, но некако општ впечаток е дека ќе мора да се потрудиме и повеќе од она што вчера го демонстриравме против Украина за да победиме. Да, секако Чешка е добар и познат противник на македонската репрезентација. Кога ќе споредиме со вчерашниот надпревар, мораме да влеземе повеќе концентрирано и помотивирано против чесите. Тие се една одлична екипа. Дојде на тука да игра против секого без респект. Го видовме тоа вчера против домакинот, но за нивна несреќа изгубија. Затоа овој надпревар против македонската репрезентација ќе им биде мисмеч, каде што за нив нема да има поправен. Исто и за нас, бидејќи после победата вчера против Украина, ова е одлична шанса да се спремиме добро во денешниот ден и во утрешниот преднадпреварот со Чешка и да излеземе максимално мотивирани и сконцентрирани да покажеме дека имаме квалитет и дека можеме да ги победиме чесите. Па да, секако Сторе беше малце пооптоварен, попотрошен, он е по посебен третман. Јас сум максимално спремен за утрешниот надпревар. Да, сега кој што кажа украинците беа корпулентни и високи играчи, бидејќи тоа е единствената нивна како да кажам, единствената нивна можност за да направат добар резултат. Не успеа вчера, иако се доближија после нашиот пат после 45 минути, но мислам дека за утрешниот надпревар против чесите ќе бидеме максимално спремни и уште повеќе мотивирани со поддршка од не знам колку бројната публика. Значи, исто кога да играш во Борис Тајковски, ќе направиме еден добар резултат и ќе се радуваме сите на крајот. Каков тип на надпревар очекуваш? Пречесто играме со Чешка во последните неколку години. Очекуваш игра на мал број на голови, очекуваш помалку груба игра од нивната дефанзива која што е позната по тоа? Па искрено очекувам груба жестока игра, каде што мислам дека одбраните ќе го решат победникот на крајот. Голманите ќе имаат главна улога во тој надпревар, кој ќе биде поконцентриран, помотивиран, кој ќе направи помалку технички грешки, ќе го добие надпреварот.